наредниве минути за еден настан кој што ќе се случува престојниот викенд. Викендов, поточно токму на денот на ослободување на градот Скопје, 13 ноември, е резервиран за 52-то издание на фестивалот на детска песна Златно славече. Првиот фестивал на детски забавни песни од македонски автори на македонски јазик, а воедно и најстар детски музички фестивал на Балканот, Златно славече, уште еднаш ќе го потврди своето реноме и ќе понуди бројни песни посветени токму на најмладите. Детали за агендата на 52-то издание на Златно славече ова утро дознаваме од Бован Јосифовски, директор на Сојузот за грижи и воспитување на деца на град Скопје. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Успешна приказна која што започна во далечната 71 година, кога на 23 мај се одржа првото издание на Златното славече во организација на Сојузот за грижи и воспитување на деца на град Скопје. Ова е дефинитивно фестивалот со кој што израсна многу генерации, а денес растат и нивните деца, слободно ќе кажеме. Годинава 52 години постоење одбележувате. Така е, да. Веќе неколку генерации, би рекол, и втора и трета генерација, на деца кои што учествувале, сега нормално тие и нивни деца, потоа имаме, значи, така да од колено на колено, а нормално сите ние кои што не сме биле дел од Златно славече, мислам како деца и кои не учествувале, па растеле со песните од Златно славече, така да јас секојаш така во разговори со пријатели, со работници, викам, Златно славече е една историја, музичка историја која што еве трае повеќе од половина век и навистина испишува една историја, убави спомени, бидејќи нема побав спомен од тоа нешто што е разиграно, распеано, музика, детство и сето тоа ни е така убаво чувство кога таа убава една историја ние ја продолжуваме, мислам во моментов што работиме во Советот за грижи и воспитување на деца на град Скопје и овозможуваме да и овие дечиња, значи оваа генерација на деца сега што се најмалите, исто го доживеат тоа убаво чувство да го сакаат фестивалот, мислам, и тоа што го работи, да го почитуваат и да имаат љубов кон музиката. И затоа сме горди што не само деца од Скопје, туку на Златно славече доаѓаат и деца од цела Македонија, што ни е посебно драго. И затоа онаа песна со која го завршуваме фестивалот, кој што е така една химна на децата, е песната за сите деца. Значи, Златно славече е фестивал за сите деца и се надевам дека така ќе остане во иднина. Дефинитивно химна со која што расте и верувам ќе растат уште многу генерации во иднина. Ако се подсетиме на она златно време на фестивалот, песните се изведуваа во живо со оркестар и секако со хор. Оттогаш фестивалот претрпи одредени измени, но сепак остана онаа негова основна мисија да ја промовира токму детската песна. Што значи да се биде дел од семејството на најстариот, но и најреномиран фестивал на детската песна Златно славече? Вака, значи, времето како се менува нормално. Пред 52 години биле едни услови, а нормално сега, веќе после толку години, се променија многу, не само технологијата, туку и кај децата сваќањето во смисла, значи, не дека децата тогаш иста, значи, музиката, љубовта кон музиката е иста, меѓутоа, нормално секое време си носи свое и мора да се трудиш да бидеш во текст со настаните, да ги пратиш желбите на децата и со тоа е, фактички, тоа е формулата за успех. Значи, да се прилагодиме на тоа што децата го сакаат, така да ние кај нас, значи, кога се работи тој уметнички тим, да не речам заеднички со децата ги бираме песните, бидејќи тие се тие што треба нивното уво да ги слушне, да ги прифати и секогаш имаме сугестии од нив, кои што ги прифаќаме. На крај крајови тие деца ќе ги пеат и тие деца ќе ги слушаат и тие деца ќе ги играат тие песни. Споменав годинава 52 издание на Златното славече. Како течат подготовките за најновото издание? Па подготовките веќе се готови. Значи, уште утре имаме проба, она што ни е редовно вторник и петок во просторите на Сојузот и веќе во сабота генералната проба, затоа што во недела веќе стартуваме и мислам дека веќе до сега се што е направено подготовки, значи уште нешто така
уште мала така некоја корекција што треба кореографката Виолета да направи. Мислам дека веќе сме спремни, готови, музичкиот материјал е спремен. CD-то денес треба да веќе да ни го донесат, така да веќе во недела стартуваме спремни. Ќе бидете подготвени за најновото издание. Колку песни годинава ќе се изведат на 52-то издание и како се врши процесот на селекција на песните? Колку впрочем вие сте задоволни од она што пристигна годинава? Годинава ќе имаме 14 нови композиции. Една бројка тука некаде 14-15 максимално, бидејќи знаеме, детското внимание е ограничено во смисла некаде час и 10 минути, така да сосем доволно е таа бројка. Инаку селекција имаме анонимен конкурс кој што трае во месеците јануари и февруар. И од тие пристигнати песни се бираат, како што кажав, прво се прави една поголема селекција, а потоа онај потесен избор го правиме заедно токму со децата, кои што тие самите кажуваат кој се подобра песна, која е од тие, значи да се направи некој избор потесен, така да тоа е процесот, значи гледаме она да има тематски да бидат различни, бидејќи не може да се пее сега, не знам, само цел фестивал само на една тема, значи сето тоа треба да има разноликост. Разноликост и така, да има. Најстариот фестивал на детска песна во земјава секогаш побудувал и побудува интерес како кај децата, така и кај нивните родители, особено се чини во овие времиња кога доминираат песни на странски јазици, па се чини вистинско задоволство да се слушне детска песна на македонски јазик. Годинава покрај првично предвидените 2 представи, одлучивте да пуштите карти за уште дополнителни 2 представи. Дали бројката за овие веќе исполната? Па тоа е, ние сме секогаш подготвени да излеземе пресред на најверната публика која што го почитува нашиот фестивал, која што доаѓа на него, го посетува и токму тие причини максимално што може во еден ден да се направат представи. Имавме, значи, 4 термини, веќе се пуштени во продажба и веќе се билетите распродадени. Многу не е жал, бидејќи немаше термин друг во филхармонија, бидејќи сега нормално има и други активности таму, значи имат и редовна програма, сето тоа. Сега веќе правиме преговори да уште 1-2 термини да имаме, веројатно тоа ќе биде во почетокот на декември, бидејќи навистина е проблем, бидејќи луѓето сакаат да дојдат. Еднаш во годината е Златно Славече, посебно што сега, веќе 2 години знаеме со пандемијата, беа ограничени условите да имаме повеќе концерти и затоа сега мислам дека на сите оние што сакаат треба, заслужуваат да има возможност да дојдат да го посетат Златно Славече, да уживаат во песните што ќе бидат изведени од славечињата, така да се надам дека ќе имаме и дополнителен термин, бидејќи толку за еден ден од 4 концерти повеќе не можеме да правиме. Тоа се можностите кои што стојат на располагање. Навистина реномиран фестивал, ако се има предвид дека многу наши пејачи и уметници своите професионални кариери ги имаат токму на сцената на Златното Славече. Истовремено Златните Славечиња низ годинива наназад се достоен амбасадор на детската песна од Македонија надвор од нашите граници. Колку сте активни со оние настапи како на домашен, така и на меѓународен терен, како со солистите, така и со хорот? Па вака 2 години ни бевме оневозможени, иако бевме договорени гостувања, турнеи надвор од Македонија. Меѓутоа, за среќа оваа година, веќе од втора половина нааму се создадоа услови и многу ни е драго што после 3 години учествувавме година во октомври месец во Белград, на една престижна манифестација Радоста на Европа. Бевме таму, во март месец бевме во Црна Гора, бевме во Бугарија, така да горди сме што имаме, се надеам можност следната година да продолжиме, значи, да презентираме достоен македонската детска песна и надвор од Македонија и еви гости ќе ни дојдат сега оваа година на нашиот фестивал, така да го задржуваме тој меѓународен карактер.
Дефинитивно. Она што би сакал конкретно разговора да ја прашам, која е мисијата на фестивалот за годините кои што доаѓаат и што конкретно може да очекуваат сите оние кои што ќе бидат дел од 52-то издание на Златно славење? Мисијата е да продолжиме да ги развеселуваме децата, да ги пронаѓаме талентите кои што уште од мали нозе ја сакаат музиката, па потоа е нормално ако се обидат и да бидат и професионалци во својата, значи во својот живот, славеќе да им биде на одскочна даска за понатаму во кариерата, да и оваа генерација на деца растат со песните од Златно славење кои што растели пред 50 години нивните родители, баби, дедовци, значи сето тоа да продолжиме да го работиме и да го сочуваме Златно славење бидејќи тоа е една историја и треба да се гордееме бидејќи Златно славење е пример не само во Македонија, туку и надвор, секаде зборуваат со на посебна почит за фестивалот кој што е 52 години, обстојува, успева да обстои во овие времења и се надевам дека и понатаму ќе бележи успеси на задоволство на најмалите и нормално на нивните родители. Ќе има таа мисија на фестивал на детска песна, на модерна, убава детска македонска песна. Бобан, благодарам за одвоеното време. Ви посакувам и во иднина да продолжите да бидете достоен амбасадор на македонската детска песна и ќе посакаме уште долги и успешни години на Златно славење и секако уште еднаш конкретно на разговорот ќе ги поканиме сите деца и сите родители кои што во моментов не следат да бидат дел од 52-то издание на Златно славење в недела и на најубав начин со детска песна на денот на град Скопје да го честитаме впрочем на денот на град Скопје. Нема побава честитка од децата бидејќи нашата химна е градот убав, нери со незабавно. Тие се дефинитивно најискрената публика. Благодарам уште еднаш.